Ја следите емисијава Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони Бети Треновски. Почитувани слушатели и Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота оваа време е резервирано за разговор со наши гости. Наш денешен гостин е господин доктор Самуил Малчевски, универзитетски професор и политички аналитичар. Со доктор Малчевски ќе разговараме за актуелните случувања во Македонија и пошироко, како и за теми секако што не засегаат сите нас, без разлика каде и да се наоѓаме, почитувани. Останете со нас за уште една анализа на настаните од изминатата недела во Македонија и регионот. Со нашиот гостин ќе се обидиме да разјасниме неколку тези кои ги поставиме во денешниот разговор. Еве неколку од нив. Дали и како ќе влијаат врз Македонија изјавите на претседателката Гордана Силјановска-Давкова, дека Европската Унија го губи кредибилитетот и дека Македонија мора самата да си го побара своето место во неа. Како да се толкува изјавата на хрватскиот претседател Зоран Милановиќ, кој отворено порача дека Македонија не смее да биде жртва на странски притисоци, ниту пак да чека помош од туги насоки на европскиот пат. Што значат ваквите ставови за кредибилитетот на Унијата? Дали поддршката од соседи како Хрватска ќе отвори нови можности или пак ќе се покаже како нова пречка на патот кон ЕУ? И конечно, што ќе се случува со политичките бранувања и динамиката во владата кога на сцена излегуваат Таравари и Мицковски и расправиите околу коалициите? Ево уште неколку тези кои ќе ги наметнеме оваа вечер во текот на разговорот со Малчевски. Кога соседите поставуваат услови, а ЕУ ја губи својата кредибилност, како Македонија ќе ги добие политичките бариери и ќе го продолжи својот пат кон евроинтеграциите? Какви конкретни чекори треба да преземе Македонија, а какви Брисел, за да се излезе од састојот со блокадите? Како да го засилиме европското присуство? Дали Македонија треба да продолжи со преговори или да побара поширока поддршка од ЕУ? Колку историските јубилеи, како 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот јазик, ќе помогнат во зачувувањето на националниот идентитет или ќе бидат само символични во време на зголемени тензии со соседите? Ќе успее ли македонскиот јазик и култура да останат недопрени од надворешни притисоци? Ова се само еден дел од тезите за кои ќе разговараме со нашиот гостин, доктор Самуил Малчевски. Со него ќе ги анализираме и сите други можности. Една од темите за кои ќе разговараме со доктор Малчевски е и неодамнешната посета на Македонија од страна на хрватскиот претседател Зоран Милановиќ, како и неговите средби со претседателката Гордана Силјановска-Давкова и со премиерот Христијан Мицковски. Токму така, почитувани, со Малчевски ќе зборуваме и за одбележувањето на 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик, настан што има историска, културна, но и политичка тежина. Со Малчевски ќе се обидеме да дадеме одговор дали македонскиот јазик и култура ќе успеат да останат недопрени од надворешните притисоци. Со доктор Малчевски ќе разговараме и за политичките бранувања по најавите за самостојни настапи на Арбен Таравари во одредени општини на престојните локални избори, како и за формирањето на заедничко претседателство на ВЛЕН од страна на неговите доскорешни коалициски партнери. Со Малчевски ќе зборуваме и за средбите кои ги имаше премиерот Мицковски со министерот Таравари, но и со претседателството на ВРЕДИ. Со доктор Малчевски ќе зборуваме и за најавените инвестиции во Источна Македонија, поточно во Штип, со кои се предвидува отворање на околу 1000 нови работни места. Со господин Малчевски ќе зборуваме и за ребалансот на буџетот, со кој ребаланс ќе се финансираат 150 проекти на општините. Со Малчевски ќе зборуваме и за локалните избори кои треба да се одржат во октомври оваа година. Почитувани,
Ова се само еден дел од темите за кои ќе се обидеме во следните 80 минути, ако е потребно и повеќе, да ги разнесиме сите наметнати теми, а низ разговор со нашиот гостин Самуил Малчевски, кого во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме да ни се приклучи во студиото на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со приклучувањето, а и со звучниот сигнал, ако е така. Господине Малчевски, добро ви утро и добро ви дојдовте на Македонски корени. Добро утро по македонски или добар ден по австралиско време. Здраво Јон, здраво Бети. Ви благодарам на поканата, се надевам дека се слушаме. Поздрав до вас, поздрав до слушателите, гледачите на социјални медиуми, на YouTube каналот на Македонски корени и на вашата радиофреквенција. Добро утро и од мене, господине Малчевски. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана за денешново учество во Македонски корени. Ни представува особена чест и задоволство што повторно сме со вас. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите наши слушатели и гледачи како и секогаш. Искрено јас се надевам. Пред да почнеме, бидејќи ги слуша вашите вести, во делот на спортот заборавивте еден битен настан. Македонската ракометна репрезентација некни ја декласираше Естонија и со тоа утре, ако ја победиме Литванија со 2 гола разлика, ќе одиме на европско првенство. Тоа беше еден од поубавите настани кои што се случи изминативе неколку дена во Македонија. Ете, тоа не го пропуштиле, меѓутоа тука сте и вие, да не подсетите, затоа сте тука да ни обогатите емисијата. Така. Не може човек се да знае. Така. Апсолутно. Али убав настан кој што требаше сепак победа со 19 гола разлика, нешто што заслужува сериозна почит. Така. Жалосно е што во македонските медиуми многу тешко се наоѓаат информации, претежно ставаат спортови од светот, а никако од Македонија. Така. Господине Малчевски, доколку пристигнат прашања од публиката кои не сме ги опфатиле секако во нашиот разговор, тие ќе бидат прикажани на студискиот екран и секако прочитани. Доколку сметате дека треба, можете слободно да одговорите на нив. Нема проблем, доколку има прашања, ќе ги одговориме. Се разбира пристојни прашања, непристојни прашања, не би сакал да ги дискутираме во таквите нема и да ги поставиме ние на екранот. Така. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, кој учествуваше на неформалниот состанок на шефовите на дипломатиите на земјите членки и кандидатите за членство во Европската Унија, што се одржа во Полска, остро и порача на своите колеги од Европската Унија дека Македонија веќе 20 години тапка во место како кандидат за членство. Укажа дека се уште не се започнати преговорите и дека земјата со години е неправедно третирана, подложена на двојни стандарди. Според него, време е да се прекине со билатерализацијата на процесот на пристапување во Европската Унија. Муцунски ја потсети Унијата дека Македонија се уште чека Брисел да ги исполни своите ветувања, пред се ветувањето за полноправно членство. Господине Малчевски, гледано од аналитичка перспектива, како ги оценувате ваквите изјави на министерот? Дали тие представуваат реален одраз на внатрешната фрустрација во земјата? Може ли оваа реторика да придонесе за придвижувањето на процесот на преговорите или пак постои ризик дополнително да ја оддалечи Македонија од европските интеграции? И конечно, дали ваквиот директен тон може да има ефект во рамките на Европската Унија, каде што честопати се практикува така наречена пристојна дипломатија? Ајде едно по едно, ќе почнеме од назад, па ќе се враќаме на напред на прашањето. Прво, не би се сложил дека во рамките на Европската Унија имаме пристојна дипломатија. Вие во 21 век да негирате постоење на јазик, македонски јазик, да негирате постоење на народ, македонски народ, да негирате постоење на држава Република Македонија, не верувам дека тоа можеме да го карактеризираме како пристојна дипломатија, колку и Европа да сака тоа да прикаже дека водат некаква пристојна дипломатија, апсолутно тоа не е точно. Дали станува збор за внатрешна фрустрација или не, знаете како?
ние 20 години, изминативе 20 години, почнувајќи од 94-та промената на знамето, па се до она, да не потребам погрешен или потежок збор, неуставна промена на уставното име, ние многу пати до сега сме направиле многу отстапки на нашиот пат кон Европската унија. За жал, не сме виделе никакви придобивки од истото. И да, тука генерално сите кои што реално и разумно размислуваат, се настават дека ние не треба да правиме повеќе отстапки на тој пат и дека Европа конечно треба да го испорача она што ни го имаше ветувано или што ни го ветува полноправно членство во Европската унија. Мене ме радува тоа што конечно министрите во владата на Република Македонија не ги лажат граѓаните. Ние преговори со Европската унија немаме почнато. Иако претходната влада на СДСМ и на ДУИ обожаваше да кажува дека имаме преговори почнато, па славеа во авионот, 20 пати само што не бевме почнати или требаше, како ни викаја, радувајте се, почнавме преговори, тоа беа сето шарени лаги. Конечно министерот Муцунски ја кажува вистината, тоа е дека ние немаме почнато преговори со Европската унија, сме заглавени во едно билатерално прашање кој што е надвор од сите пристојни нормални дипломатски односи помеѓу две држави, група држави или во рамките на Европската унија. Ова изјава на Муцунски не е прва. Ова изјава е неколку изјави поред Муцунски јасно и гласно на Европската унија и кажува дека треба да прекинат војните аршини во поглед на Република Македонија и дека треба конечно, ајде да кажеме, нашиот пат кон Европската унија, ние сме дел од Европа, да го темелиме врз база на Копенхашките критериуми на вредностите на Европската унија. И видете, по мене овој пристап е исправен заради тоа што вие не може поинакосен по патот на вистината. А вистината е таа. Ние сме заглавени во една фашистоидна политика која што нашиот источен сосед ја практикува према Република Македонија, почнувајќи од пред Стан Стефанска Бугарија, па во континуитет се до ден денеска. И тука дополнително се наметнува на прашање кој што многу пати до сега сме го зборувале. Не е проблем ние 3.500 бугари да ставиме во устав. Значи тоа апсолутно не е проблем. Проблем е што тука нема да заврши процесот. Процесот понатаму ќе продолжи и тоа е само првата сопка. Ако се сопнеме на првата сопка, ќе се сопнеме на секоја следна сопка. Ако еднаш прифатиме да билатерални прашања кои што се далеко од здрав разум, да бидат дел од нашиот пат кон Европската унија, тие ностоп ќе ни се повторуваат и ќе влеземе во еден магичен круг од кој што не верувам дека некако во скоро време ќе излеземе. Кога веќе говориме за билатерализацијата на процесот на пристапување, дали сметате дека постои јасен механизам со кој ЕУ би можела да го надмине овој проблем и дали е реално ЕУ да ги одвои билатералните спорови од критериумите за членство, особено ако се има предвид дека токму некои нејзини членки инсистираат токму тие прашања да бидат услов за напредок во процесот, и дали според вас ова поостра риторика може да биде дел од новата стратегија, поточно некаков сигнал дека македонската дипломатија се откажува од молчаливата надеж и преминува кон отворен притисок? Видете вака, прво во овој момент друг механизам не постои. Значи ветото е суверено право кој што секоја земја членка на Европската унија го има и може да го употреби или во нашиот случај да го злоупотреби, кој што гледаме дека една членка го злоупотребува. Она што влева надеж, прво е ставот на нашата дипломатија, дека конечно ние имаме, да кажеме, покажуваме јасен став. До сега знаете како имавме пластелин дипломатија. Што ни кажуваа, ние така правеа нашите претходни министри за надворешни работи. Вториот момент кој што мене ме радува е тоа што веќе во Европската унија се погласно и погласно се зборува за промена на моделот на одлучување, да се надмине правото на вето и да се оде со квантификувано мнозинство, или тоа негде во превод значи двотретинско мнозинство да се одлучува по прашањата или по побитните и клучните прашања во рамките на Европската унија. Ние сега во Германија имаме нов канцелар кој што во рамките на преговорите за формирање на влада во Сојузна Република Германија, дел од разговорите беа и ова што сега ви го зборувам и ви го кажувам, или еден од ставовите на новата коалиција во Германија. Германија е водечка земја членка во Европската унија, на кој што јасно и гласно и се слуша
и се слуша гласот. И затоа е битно да они во преговорите за формирање на германската влада јасно и гласно ставија дека ќе се борат моментот или ќе се залагаат моментот на вето да се замени со момент на квантификувано носење на одлуки кога станува збор за Европската унија. И тие се два моменти кои што може на краток рок нема да вродат со плод, но во некој догледен временски период од година, 2-3 ќе дадат плод на нашиот пат кон Европската унија. Господине Малчевски, дали според вас постои јасен механизам преку кој Европската унија би можела да го надмине процесот на билатерализација во пристапните преговори? Видете, јас мислам дека доколку се најде начин за онај, кај да кажеме, притисок врз Бугарија, вие се сеќавате како Орбан го пратија на кафе кога се носија некои одлуки за Украина, но како функционира таа дипломатија? Онаму каде што гледаат дека полесно може да извршат притисок за да ги поминат работите кои што им се во интерес да ги поминат, таму го вршат притисокот визави другата страна која што има подсврсти ставови. Од тука мислам дека ако нашата дипломатија продолжи со ваков, или Муцунски ако продолжи со ваков цврст и јасен став, тука не е само Муцунски, треба да ги земеме изјавите на премиерот Мицковски, кој што во неколку наврати на меѓународни настани јасно и гасно повторува истиот став, а тоа дека ние сме заложници на едно билатерално прашање кој што е надвор од здравиот разум. Мислам дека полека притисокот ќе се префели на другата страна кај нашиот источен сосед, за кој што, верувајте, нема човек или нема дипломат со кој што јас сум разговарал во Скопје кој што не е свесен дека тоа се барања кои што се далеко од здрав разум и кој што треба едноставно Бугарија да ги трне од дневен ред и да остави да го продолжиме патот кон Европската унија. Дали сметате дека самата Европска унија е веќе институционално неспособна да се справи со вакви случаи, каде што една мала земја како што е Македонија останува заглавена поради внатрешни несогласувања меѓу самите членки на ЕУ? Видете вака, правото, кога, ајде да кажем, Моне, Аденауер и останатите основачи на Европската унија, ја основале Европската унија, правото на вето го замислиле како механизам да и малите и големите се слушнат во рамките на Европската унија, да нема некој онеправдан во еден голем конгломерат од народи, јазици и држави. За жал, они тогаш не прогнозирале дека десетици години потоа некој тоа право на вето ќе го употреби во некакви си фашисоидни набои. Мислам дека полека и самите дипломати во Европската унија, самата Европска комисија и еврокомисарите се свесни дека правото на вето веќе мора да биде напуштено. Знаете, веќе Европската унија има 27 постојани членки. Тешко дека ќе може сите да се согласат по сите прашања, тоа да поминува едногласно како што било замислено на почетокот со 10-12 членки. Мислам дека многу скоро ќе бидеме сведоци на отварање на процесот на промена на начинот на носење на одлуки во самата Европска унија. Тоа, пазите, тоа може на тој пат ние ќе го искористиме најголемиот бенефит, но Европската унија треба да го направи за самата себе. Гледаме дека полека влегува во некоја глупава институционализација, заглавена е во правни механизми за обични прашања, не само за прашањето на членство во Европската унија. Мислам дека еден таков конгломерат од 27 држави и 27 права на вето, ајде така да ги кажеме, се потешко ќе можат да ги носат одлуките, а тоа секако најмногу и на штета на самата унија. Од тука моите очекувања се дека што новиот германски канцелар и новата германска сојузна влада го заговараат, дека полека од Германија ќе го пренесат и на ниво на Европската унија, дека во многу скоро време ќе добиеме вести кои што за нас се најмногу посакувани од Брисел, тоа е дека правото на вето веќе едноставно ќе исчезне од процесот на носење на одлуки во Европската унија. Хрватскиот председател Зоран Милановиќ во рамките на својата посета на Македонија се сретна со председателката Гордана Силјановска-Давкова. По средбата, Милановиќ изјави дека премногу се слушаат туги насоки за тоа како Македонија треба да го води својот европски пат, нагласувајќи дека не сите совети се корисни, како и дека Македонија не смее да биде жртва на уцени за членство во Европската унија.
Господине Малчевски, во контекст на оваа посета и дадените изјави, како вие ги интерпретирате ставовите на председателот Милановиќ? Дали тие представуваат поддршка за посамостојна, посуверена македонска позиција во преговорите со Европската Унија? Какви можни последици би можеле да имаат ваквите изјави врз процесот на евроинтеграцијата на Македонија, и позитивни и негативни секако? Видете вако, тоа е тоа што претходно ви го кажав, значи, или што претходно некако го начнавме како тема. Сите европски дипломати во тој процес гледаат каде е полесно да се притисне, за да може некои прашања да полесно да му поредат. Ако не може на едната страна, вршат притисок на другата страна за одредени отстапки. За жал, претходната влада направи премногу отстапки. Толку е голема штета направена што не знам уште колкав долг временски период ние треба да се справуваме со последиците од таа штета која што ги направи претходната влада. Оно што мене ме радува е што новиот ветер или новиот бран во дипломатијата или во македонската влада што го донесе, полека но сигурно ни обезбедува пријатели кои што ќе се заложат за нас на големата маса. За жал, ние до пред година дена не можевме да зборуваме за тоа. Зборувавме или се смеевме како тогашниот премиер останал пред врата на некој европски настан зашто обезбедувањето не го пуштило ни да вечера со нив, а камоли да седне рамноправно да разговара на иста маса со европските лидери. Мислам дека ние во овој процес немаме што да загубиме. Апсолутно немаме што да загубиме. Мислам дека можеме да зборуваме само за позитивни работи кои што може да се случат од еден ваков малку поинаков пристап, или пристап на јасни ставови, пристап на конзистентни изјави и пристап на говорење на вистината. Мислам дека не само Милановиќ, многу европски лидери го имаат тоа препознаено и полека некако се менува тој поларитет и поддршката е се повеќе и повеќе на страна на Македонија. Знаете, тука зошто и тоа исто така е битно, е тоа што некако полека се препознава дека во Република Македонија работите или европските лидери препознаваат дека се придвижуваат на добро. Па ние зборувавме до пред година дена дека Македонија е хибриден режим по сите меѓународни организации, сега веќе полека на таа скала сме веќе демократија со недостатоци, или јас тоа го викам демократија на стаклени дозе, ама за само година дена ние полека гледаме резултати во борба против корупција, гледаме резултати во борба со справување со економски прашања кои ще резултираат. И зошто е ова битно што го зборувам? Самата Европска унија веќе има многу проблеми. Не им треба нова земја членка со нови проблеми, кои што ќе бидат исто така еден ден проблеми на самата Европска унија. И мислам дека полека но сигурно патот по кој што оди Македонија ќе го препознат и други европски лидери, таа поддршка се повеќе и повеќе ќе се зголемува и на крај еден ден сите ќе се радуваме на нешто, ајде да кажеме мнозинството македонски граѓани го посакуваат, а тоа е наше членство во Европската унија. Дали сметате дека вакви ставови од соседни земји како што е Хрватска можат реално да ја помогнат на Македонија во процесот на европските интеграции, или пак постои ризик тие да создадат дополнителни пречки за Македонија во процесот на ЕУ интеграциите? Видете, ние да не заборавиме како што Бугарија во рамките на Европската унија го има правото на вето, така и нашиот пријател Република Хрватска го има правото на вето. Јас не гледам воопшто проблем во тоа што еден председател на земја членка на Европската унија јасно и гласно говори за проблемите на самата Европска унија, говори дека ние сме заложници на ајде да кажам блесави барања на нашиот источен сосед, и со самото тоа гледам овде шанса да некој на таа голема маса стварно се заложи за нас и каже чекайте вие, окей, ова што го зборувате, ама и ние имаме право да кажеме, и ние го имаме правото на вето, како што го има Република Бугарија правото на вето, и не гледам дека тоа би створило дополнителни пречки, а напротив гледам можност да се изврши притисок на другата страна да отстапи од барањата. Знаете како? По мене нездраво е во 21 век вие да негирате постоење на јазик, на народ, постоење на цела една држава. Така да полека, но сигурно мислам дека се откочуваат процесите. Пак ќе кажам, штетата која што ја направи претходната влада на СДСМ и на ДУИ ќе треба многу долго време и многу сериозни дипломатски напори
и многу конзистентност во внатрешните политики за да се исправи, но знаете како јас многу пати сум кажал од сега, сум го кажал тоа тука, ќе го кажам и сега, не успел само оној кој што се откажал, така да нема предавање. Ние мораме и понатаму да продолжиме да се бориме. Председателката Гордана Силјановска-Давкова по средбата со Милановиќ го нагласи значењето на кредибилитетот на Европската Унија, посочувајќи дека ЕУ и понатаму останува приоритет за Македонија. Силјановска додаде дека актуелната ситуација со ветото врз Македонија е неодржлива и дека продолжува да создава проблеми во процесот на интеграцијата во ЕУ. Според неја, Македонија треба да си го бара местото во Унијата преку копенхашките критериуми. Господине Малчевски, како вие гледате на ваквите нејзини ставови? Дали Европската Унија ја загуби својата кредибилност во процесот на проширувањето, особено во очите на македонската јавност и институции? Па мислам дека за тоа сте апсолутно во право. Знаете како пред неколку години сите анкети кажуваат дека поддршката на народот за членството во Европската Унија е преку 90%, сега е тоа на некои 60%, и точно е тоа заради тоа што оно што го зборува председателката Силјановска. Знаете како, механизмите за пристап во Европската Унија се јасни. Имаме ние копенхашки критериуми и имаме основни вредности заради кои што е основана Европската Унија. Ние до сега сме заложници на билатерално прашање. Билатералните прашања не се дел од процесот на преговори во рамките на самата Унија, и колку повеќе Унијата настојува да ние го исполниме тоа билатерално прашање, толку повеќе го губи кредибилитетот во очите на македонската јавност. И за жал ние место да видиме едно сериозно лидерство, нешто што го очекуваме во 21 век, поготово мислам на лидерство страна на Европската Унија, поготово во вакви околности во кои што се наоѓа светот во овој момент, со конфликтите кои што секојдневно гледаме дека се повеќе и повеќе се случуваат помеѓу соседни држави, гледаме дека Европската Унија е молчелива и е повлечена, едноставно крева раце и вика: не знам, вие исполнете, ние ќе го продолжиме процесот. Јас пак ќе кажам, процесот е надвор од копенхашките критериуми. Многу пати до сега сме го зборувале, тоа не знам само колку пати во вашата емисија го имам кажано тоа. Процесот е надвор од вредностите ради кои што е основана Европската Унија. И мислам дека ние полека, но сигурно треба целата наша дипломатска или целиот дипломатски напор да го насочиме кон тоа. Процесот да го вратиме во рамките на регулативата и на документите на самата Европска Унија. Ако продолжиме вака кој што сме тргнале, поготово последниве неколку месеци, мислам дека сме на добар пат да го направиме тоа. И она што е исто така битно е она што цело време треба да го повторуваме, дека Европската Унија го има изгубено кредибилитетот, бидејќи дозволила да се ги прекрши актите и да кажам и процедурите кои што ги има донесено. Во светло на ставот на председателката Давкова, дали сметате дека Европската Унија треба да преземе конкретни чекори за надминување на блокадите што ги поставуваат одредени земји членки, и доколку да, какви чекори би биле соодветни и реално изворливи за да се зачува кредибилитетот на проширувањето и да се обезбеди предвидлив процес за земјите кандидати како што е Македонија? Видите, ние видовме дека кога сакаат, можат. Ви текнува, веќе го спомнав, тоа го пратија унгарскиот премиер на кафе, кога се одлучуваше за Украина. Значи, ако сакаат, можат. Поентата е дали сакаат. Еве, ја да го отвориме тоа прашање. Сакаат или не сакаат Република Македонија да биде дел од Европската Унија? Мнозинството македонски граѓани сакаат. Сите анкети изминативе 10 години го покажуваат тоа, и покрај нефер и некоректниот однос од страна на Европската Унија према Република Македонија. И покрај тоа што дозволија нашиот источен сосед што сака да прави со преговорите, дури да не оценува со билатерални прашања, сепак мнозинството македонски граѓани еднината на Македонија гледаат во рамките на Европската Унија. Ако Европската Унија сака, тогаш на следниот состанок кога ќе се одлучува за проширувањето на Европската Унија, може бугарскиот представник или представникот на бугарската влада, на бугарскиот председател да го прати на кафе и безпроблемно да ја донесе одлуката, ние да го продолжиме патот понатаму.
Хрватскиот председател Зоран Милановиќ оствари средба и со премиерот Христија Мицковски, на која беше потврдена поддршката за европската иднина на Македонија. Господине Малчевски, како ја оценувате оваа потврда на поддршката за македонското членство во Европската Унија? Што според вас треба да направи Македонија за да го зајакне своето европско присуство, особено во светло на актуелните политички тензии и предизвици? Видете, значи Република Хрватска уште еднаш покажа дека е наш стратешки партнер и наш сериозен пријател, како и многу пати претходно. Проблем до пред година, 10 месеци отприлика негде, беше тоа што нашата влада не правеше ништо во напорите да ги јакне меѓународно позициите. Се сеќавате вие негде да беа присутни претходниот министар за надворешни работи, претходниот премиер, претходниот председател да излезе на некој настан, да појдат, да бидат поканети негде да одржат говор, да присуствуваат на некоја средба. Јас искрено не се сеќавам, освен плачењето на претходниот премиер дека не го пуштиле на вечера. Оно што се прави, па така беше са колку и тоа смешно да биде, мислам дека во Италија беше. Во Италија не го пуштиле. Кога не го пуштиле на вечера. Значи, до пред година дена нас премиерот не ни го пуштаа на вечера на тие големи настани. А денеска имаме сосема поинаква ситуација во која што гледаме дека нашиот премиер и нашиот министар за надворешни работи рамо до рамо разговараат со европските лидери на многу меѓународни средби. Нема поинаков или нема подруг пат освен тоа. Мораме да бидеме присутни, мораме да одиме на тие меѓународни настани и мора буквално од председател, премиер, министер до председател, премиер, министер да се оди и да се разговара за македонското прашање, да се актуализира македонското прашање. Нема како поинаку ние прво да ги подобриме односите со нашите стратешки партнери. Нормално ако не сте присутни, па народски кажано никој не вее сапи. Ако сте присутни, вие веќе имате шанса да направите нешто во интерес на државата, нешто што гледаме дека полека но сигурно ни се случува. И тука би пратил една силна и јасна препорака до владата, не само да го задржат тоа ниво, него и да го зголемат своето присуство на меѓународните настани, зашто само така може да се раскажува македонската приказна, никако поинаку. Како ја оценувате политичката координација помеѓу Македонија и соседните земји во процесот на евроинтеграција и дали според вас постојат можности за развој на нови пристапи кои би придонеле за зајакнување на регионалната соработка и создавање поповолна клима за напредок кон Европската Унија? Видете, она што во овој момент нас не се случува се дипломатските напори на владата да обезбедат некој кој што ќе се заложи за нас на зелената маса. Значи, ние се ако направиме, ако нема кој на во процесот на одлучување да се заложи за Македонија, се понатаму ќе бадиела. Од тука секоја регионална иницијатива која што е во насока на обезбедување на што е можно повеќе пријатели во процесот, мислам дека треба да се поздрави, не само владата, треба и опозицијата да почне да го прави истото, да почнеме да обезбедуваме што е можно поголем број на пријатели кои што ќе се заложат за нас. Секако тоа требаше да го правиме многу претходно. Годините се поминати во залудност, не видовме до сега претходните години таква иницијатива и насока, но и ова е доволен старт и почеток за по 5 години да не го правиме истиот мобил, дека ни поминале 5 години сме ги потрошиле времето во ништо. Од тука јас очекувам не само хрватскиот председател, ние видовте дека имавме и билатерална средба со унгарската влада, имавме една во меѓувладина седница во Охрид, една беше владата во Будимпешта. Очекувам дека и со други земји членки на Европската Унија ќе продолжиме да градиме во квалитетни и добри дипломатски и пред се пријателски односи. Зашто само на тој начин нашето прашање ќе се слуша. Само на тој начин нашата приказна ќе се раскажува. И да, гледаме еден интересен коментар сега. Знаете како? Веќе полека се менува, ајде да кажам, ставот за Македонија. Зошто се менува? Зашто ние гледаме дека во овој момент на сцена во Република Македонија домашно меѓународно се политичари кои што имаат конзистентност, јасни ставови,
и кои што не тресат глупости како коментарот кој што го имате тука. Мира Војдановска. Од премиер дека како беше here is one sexy lady. Мислам, ние сите се смееме и тие работи ни се смешни, но меѓународно тоа направи огромна штета на Македонија. Зошто меѓународно направи огромна штета на Македонија? Зашто ние од една убава приказна станавме предмет за подсмев во рамките на Европската унија. Тоа ни го направија Заев, Ковачевски и молам? Поведете. Тоа ни го направија Османи, Заев, Ковачевски понатаму. И сега на сите му е чудно што кога имате вие нов министер кој што има јасни ставови, имате нов премиер кој што има јасни ставови, кој што имате нова влада кој што има јасни ставови, и сега ќе им треба време да се навикнат дека ние веќе не виткаме кичма, ама тоа е реалност која што треба да ја прифатат, и тоа е нешто што очекувам дека во следните минимум 7 до 10 години ќе се случува на меѓународен план. Ветото кое го применува Бугарија кон Македонија очигледно веќе долго време влијае на европската перспектива на Македонија. Како би требало Македонија да постапи за да се ослободи од оваа блокада? Дали сметате дека во овој контекст Македонија треба да се фокусира само на преговори со Бугарија или пак да бара поширока поддршка од другите земји членки на ЕУ? Видете вака, прво што треба да направиме, прво треба да се фокусираме на внатрешните реформи. Реформите кои што ова влада ги отпочна, или новата влада во Република Македонија во последниве 10 месеци ги отпочна, и мислам дека тоа треба да го направиме пред се за ние убаво да живееме во Република Македонија. Да, тоа во голема мера ќе ни помогне и на европскиот пат. Зошто? Зашто веќе напоменав, Европската унија веќе си има премногу своји проблеми, па нема да сака уште една членка кој што само ќе донесе проблеми во рамките на Европската унија. Паралелно со тоа, мислам дека треба да се, ајде да кажам, во овој момент да се стави во офсајд она што се случува во Република Бугарија, зашто гледаме дека нивната политика, без разлика дали се менува влада, дали се менува состав на парламентот или станува збор за председателот, е конзистентна. И таа политика на негирање на македонски јазик, држава и народ е од пред Стан Стефанска Бугарија до ден денес. И тие тоа нема да го сменат. Ние што и да преговараме, нема да го сменат или што и како и да разговараме со нив, освен она што они си го наумиле. Од тука по мене пологично е да се продолжи процесот на стекнување на многу на пријатели во рамките на Европската унија, да го актуализираме прашањето, ностоп да го повторуваме онеј момент дека надвор од копенхашките критериуми, надвор од вредностите на Европската унија, и јасно да кажеме дека го поддржуваме процесот на промена на начинот на носење одлуки во рамките на Европската унија, ако се уште ние не сме членка на Европската унија, дека моментот на вето треба да биде заменет со момент на квалификувано мнозинство. Тоа е некако патот по кој што треба да одиме. Што и да преговараме ние со властите во Софија, они си имаат јасен став. И тука мислам дека ние ништо не можеме да промениме, зашто тој став е неразумен, тој став е далеко од демократски, далеко од нешто што се нарекува вредност на Европската унија, далеко од една модерна политика која што треба да се води во рамките на 21. век. На 5. мај 1945 година, со решение на тогашната народна влада на Федерална Македонија, беше усвоена азбуката на македонскиот јазик врз принципот еден глас, една буква. Овој ден се смета за круна на кодификацијата на македонскиот јазик, што го поставува како основа за современиот македонски стандарден јазик. Оваа година се одбележа 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик, настан кој има историска, културна, но и политичка тежина. Јубилеот е значајна прилика за рефлексија за развојот на македонскиот јазик и неговото значење за националниот и културниот идентитет на македонскиот народ. Господине Малчевски, како ја оценувате улогата и значењето на одбележувањето на 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик во контекст на актуелните политички, идентитетски и геополитички предизвици со кои се соочува Република Македонија, особено како ова се одразува на прашањето за
идентитетот во процесот на евроинтеграцијата, како и за односите со соседите, кои често го доведуваат во прашање македонскиот јазик и културен идентитет? Вака е прво неколку работи една по една за на нашата публика да ја појасно. Појасно. Прво е 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Значи, и прво треба да биде јасно дека ние сме една од земјите кои што меѓу првите сме го кодифицирале нашиот јазик со јасно прикажано нели оној момент еден глас една буква веќе го спомнавте. Македонскиот јазик постои од многу предходно, така да мислам дека прославувањето на ваквите јубилеи и те како оди во одбрана на оно што се нарекува нематеријално културно наследство. Кога станува збор за културното наследство, ни разликуваме материјално и нематеријално. Материјално е се оно што можеме да го опипаме, документи, згради, археолошки наоѓалишта, и тоа многу пати до сега било предмет на одредени фалсификати. Но она што не можат да ни го земат, тоа е нематеријалното наследство. Тоа е тоа што јас сум го слушал од моите родители, од моите дедовци, баби, моите родители го слушале од нивните родители, од дедовци, баби, и она што се пренесува, како народски кажано, од колено на колено. Мене ме радува што прв пат после 7-8 години Собранието на Република Македонија донесе одлука со која што јасно се кажа кои јубилеи ќе се одбележуваат оваа година. За жал, претходната влада 7 години власт ниту еднаш не донесе уредба, документ, одлука на Собранието кои се јубилеите кои што ние ќе ги одбележуваме како држава. 80 години кодифициран македонски јазик е убав јубилеј, убав настан кој што требаше да се обележи. Мене ме радува тоа што владата посвети сериозно внимание во обележување на овој јубилеј, и мислам дека со тоа уште еднаш јасно се стави на знаење на сите оние кои што имаја и најмал сомнеш дека ова влада е на браникот на одбраната на македонските национални интереси и дека ќе продолжи понатаму да биде на тој браник. Колку според вас ваквите јубилеи како што е одбележувањето на 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик имаат реална моќ да влијаат на националното единство, особено во време на политичка поларизација и зголемено незадоволство кај граѓаните? Па сигурно дека имаат големо влијание. Знаете како, ние доволно е вие само да ја видите рекламата или да ги видите оние промотивни материјали кои што одат на медиумите, за да се почувствуваат убаво и да видите дека стварно владата не заборавила и се грижи за државните националните интереси и дека сериозно обрнува внимание на јубилеите кои што ни следат во тековните години. Знаете како, она чувство на припадност полека гледаме дека се враќа, дека националните интереси не се предмет на распродажба, кој што претходно беа предмет на распродажба. Некој сериозно седнал и посветил внимание, направил стратегија како полека да се вратиме на одбрана или полека да почнеме да си го славиме оно што е наше изворно исконско македонско, и мислам дека тој тен треба да продолжи и понатаму. Не само оваа година, и во годините кои што следат, зашто само така вие може да изградите силно национално чувство, само така ќе младите може да им покажете што значи припадност кон држава, припадност кон народ, припадност кон јазик, како да си го сакаат собствениот јазик, поготово кога не имаме една ера на дигитализација, на глобализација, кога се почесто и почесто гледаме дека многу странски зборови стануваат составен дел, да кажеме, секојдневниот говор. Така да и понатаму треба да се обрнува внимание, зашто знаете како, секој би се почувствувал убаво кога би видел една убава пропаганда или една убава реклама или еден убав спот на медиумите со кој што ќе се одбележи еден таков убав јубилеј. Во светло на честите контроверзии со соседите околу прашањето за јазикот и идентитетот, дали според вас ваквите културни јубилеи треба и дали навистина можат да се користат како алатка во регионалната дипломатија и културната размена? Видете, тоа пак се навраќаме на оној момент на одбрана на нематеријалното културно наследство. Значи, тоа сето треба да се направи за ние да им покажеме не само на нашите соседи, прво за самите себе треба тоа да го направиме, зашто тие јубилеи се дел од нас, дел од нашата историја, за
таа кодификација на 5. мај 45 година загинале многу партизани, многу комити, многу војводи за ние да бидеме своји на своето. И мислам дека сето тоа треба да го направиме повеќе заради нас, него заради меѓународно представување, но секако обележувањето на тие јубилеи јасно ставаат на знаење дека ние како држава, како народ сме спремни да си го браниме нематеријалното културно наследство и дека никој не ќе може повеќе да си игра со тоа и да биде предмет на трговија тоа, да кажам, нематеријално културно наследство. Се чини дека младите денес се поретко ја чувствуваат врската со македонскиот јазик како дел од сопствениот идентитет. Дали според вас институциите доволно добро го интегрираат значењето на македонскиот јазик во образованието и јавниот дискурс и дали образовниот систем прави доволно за да го оддржи јазикот жив и релевантен, или сме сведоци на бавна маргинализација на јазичната култура кај новите генерации? Видете, јас веќе спомнав самата таа глобализација си го прави своето и Македонија не е исклучена од тие процеси на глобализација. Да бидам искрен, дали може повеќе секогаш може повеќе да се направи. Но ние од една позиција на 7 годишна летаргија, од една позиција на 7 годишно распродавање на се што е македонско, полека доаѓаме до позиција на одбрана или на полека на враќање на вистинскиот колосек. Мислам дека тоа е тренд кој што ќе следи следните години и мислам дека се почесто ќе бидеме сведоци на иницијативи, ќе бидеме сведоци на промени кои што ќе вродуваат кон зајакнување на македонскиот идентитет, пред се преку јазикот и преку нематеријалното културно наследство. Баш приметивме собете едно прашање од Николов. Росен, го гледате? Добро. Гостот зашто Самуил бугарско име? Видете, таа е таа злоупотреба на културата и на историјата. Прво, јас не знам некој бугарин да се вика Самуил. Тоа е нематеријалното наследство кое што го зборуваме. Дали ме разбирате? Познавате вие? Разбираме, и тоа тие не разбираат. И покај што многу да ги имаме не разбираат. Таа тема да ја водиме. Дали вие знаете некој бугарин да се вика Самуил? Јас знам десетина македонци кои што се викаат Самуил. Да. Школски другарев на Самуил. Ако вас не ви е мило своето чедо да си го крстите по некој ваш цар, така? Тогаш како тогаш вие сметате дека тој цар бил ваш? Дали ме разбирате? Таа е таа блесава пропаганда која што ние ја зборуваме. Јас многу често собети препорачуваме да земаат да читаат историјата, не од бугарските историчари, за да не бидат мијани и перени во мозокот ваквите како господинот Росен Николов, од оние пропагандисти кои што верувам дека користат финансии за вакви пропаганди. Видете, па вие ако одиме на тоа што они го зборуваат, вие знаете за ние блесави моменти дека и Атлантида е бугарска држава и што уште не. Знаете, до каде таа блесава, тоа е предмет за посмев и тука, ако се навратиме на некои од претходните прашања, тука доаѓа онај момент дека ние нема што да разговараме со нив. Мислам, гледате какви се, вие може да разговарате со разумни луѓе. Ова се сосема неразумни моменти се вие како треба да убедувате дека црното е црно, белото е бело, некој што не сака да го види тоа, не може да убедувате некој кој е слеп, кој што не гледа. Така, не може да ги убедувате. Хубаво читате или знаете, јас кога се бавите со научно-истражувачка работа, секогаш она што го зборувате, се обидувате да го проверите од повеќе научни извори, а дека она што го зборува господинот Росен е точно, го пишува само во бугарските книги и во никоја друга. Ни еден друг светски историчар не го пишува. Пишува него јасно се кажува кој е Самуил, каде бил цар, зошто и какви се случувањата, кои се битките и тоа дека е македонски цар. И тука нема што да зборуваме, едноставно е безпредметно.
Да се одмориме од главната тема. Човек со сила може да му земете, не може да му дадете. Они не сакаат знаење. Ако сакаат знаење, еве ги поканувам, нека дојдат, ќе ги прошетаме, ќе им дадеме документи, книги, на интернет се јавно достапни материјали од македонски светски историчари кои што го говорат сосема поинаку од она што таа нивна блесава пропаганда го зборува. Каква улога може да има македонскиот јазик како символ и реалност во евроинтеграцијскиот пат на Македонија? Дали според вас европската рамка на вистина го штити македонскиот јазик или напротив го става под притисок на асимилација, адаптација, па дури и компромис? Видете вака, тоа е еден дел од прашањето, друг дел од прашањето е што за жал оваа блесава политика на нашиот источен сосед доведе до ситуација да ние прв пат во рамките на Европската унија имаме унатерална изјава од страна на нашиот источен сосед кој што тврди дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот и од тука мислам дека ние тоа е изјава, тоа не значи ништо, но во европската документација има. И не знаеме ние таа изјава што би донела по 10, по 15, по 20 години и тоа е нивен став. Проблемот беше што во рамките на Република Македонија тогаш никој жестоко не реагираше и не побара Европската унија како конгломерат на држави и на јазици да го заштити правото и на македонскиот јазик или на кодифицираниот македонски јазик. И тоа е уште една од штетите со кои што ние долгорочно ќе треба да се справуваме. Јас ја поздравувам секоја иницијатива која што е во насока на промоција, зачувување и етаблирање на македонскиот јазик, заради тоа што мислам дека колку повеќе луѓе слушнат за македонската приказна, толку таа е пожива. Колку луѓе го слушнат или го слушаат македонскиот јазик, се пожив и пожив тој ќе биде и тоа е нешто што не може да го спречат. Ни господинот кој што се обидува овде упорно да шири некаква си фашистоидна политика, ниту било кој друг бугарски политичар. Некои критичари сметаат дека институционалните прослави на јазични јубилеи остануваат на символично ниво, без да бидат проследени со конкретни јазични политики или вложувања во јазичната инфраструктура. Дали се согласувате со ова мислење и што според вас треба реално да се направи по повод вакви годишници? Видете, тие се оние истите критичари кои што пред неколку години ќутеа и одобруваја се што ќе кажеше претходната влада. И сега, кога они ќутеа на унатералната изјава на нашиот источен сосед за непостоење на македонски јазик, од каде им кредибилитет сега да критикуваат? Мислам, не можам да се изначудам на будалаштините нивни. Работите се случуваат. Сега се објави етимолошки речник на македонскиот јазик, авторите на тој речник добија државна награда Гоце Делчев, така да не дека ништо не се прави. Но во споредба со што претходно се правеше, мислам дека се прави и многу повеќе. Дали е доволно, секако дека не е доволно, мислам дека сериозно треба да се вложува и тука е една од иницијативите на владата за повторно отварање на лекторатите по македонски јазик ширум светот, вложување во тој кадар, зајакнување на структурата или на мрежата на лекторати и секако домашната задача која што мораме да си ја напишеме. Тоа е моментот на зацврстување и на се почесто користење на македонскиот јазик и дома и на медиуми и во училиштето, зголемување на фондот на македонски часови. Во услови на силна општествена поларизација, колку ваквите јубилеи реално можат да придонесат за национално единство? Дали според вас нивната вредност и моќ се протегат надвор од символиката? Па видете, мислам дека не се символични, знаете како, колку повеќе се зборува за се она што се случи, се зборува за македонски јазик, толку почесто повеќе можеме да се хомогенизираме или обединиме околу прашањето дека треба да се го браниме она што е наше, она што е македонско, ајде да кажам. Од тука мислам дека не само што не треба да ги прекиниме
прославата на јубилеите, мислам дека треба да ја зачестиме. И мислам дека се повеќе и повеќе јубилеи треба да се слават со фанфари и со прослави. Нормално покрај тоа треба да сериозно се вложува и во политики и мерки кои што ќе допринесат за промоција. Дали според вас државата треба да направи повеќе, например да вложи во издаваштво, дигитални ресурси, преводи, и кои конкретни чекори би представувале вистински значајна поддршка за македонскиот јазик денес? Па видете, не дека и државата не вложува и сега, но претходно многу години не беше ништо вложувано. И затоа мислам дека луѓето се уште не го препознаваат, тоа не треба време. За вие да напишете книга, за вие да напишете роман, за вие да напишете речник на македонскиот јазик, вас ви треба време. Не може тоа да го напишете преку ноќ. Но гледам дека во делот на образование и во делот на развој на наука, оваа влада издвојува сериозен буџет кој што претходно не беше така, и очекувам дека првите, ајде да кажам, дела би дошле веќе кон крајот на следната година, кои што конкретно би ги поддржали и јубилеите и мерките кои што ги носи владата. Не стегнуваат политичките бранувања по најавите за самостојни настапи на Арбен Таравари во одделни општини на локалните избори, но и создавање на заедничко председавателство на Влен од неговите доскорошни коалициски партнери. Долго најуваната средба меѓу премиерот Мицкоски и министер за здравство Таравари се одржа на 6 мај. На средбата се разговарало за идниот статус на Алијанса за албанците во владината коалиција, особено по расколот во коалицијата Вреди. Господине Малчевски, во контекст на оваа средба, очекувавте ли ваков развој на настаните? Како ја толкувате одлуката на Мицкоски Таравари да не биде исклучен од владата веднаш после средбата? Дали причината за неговото неисклучување можеме да го толкуваме како знак дека Мицкоски се уште не е 100% убеден во евентуален договор меѓу Таравари и Дуи, односно со Али Ахмети? Видете, прво јас оно што најмалку очекував е дека Арбен Таравари ќе направи едно вакво политичко харикири. Зошто го велам тоа? Заради тоа што целиот став на коалицијата Вреди беше контра Дуи, контра злото кое што Дуи му го носеше пред се на албанскиот народ, а после на цела Република Македонија. Мислам дека потегот на Таравари по не знам кој пат се покажа како неразумен, и мислам дека овој пат Таравари ќе плати сериозна политичка штета од ваквото негово делување. Разговорот со Мицковски се одржа за затворени врати. Што се случило на тој разговор, многу се, ајде да кажам, штури информациите, немаме конкретно што се случувало што се разговарало помеѓу Мицковски и Таравари, но мислам дека премиерот му остава доволен простор на Таравари да се вразуми и да си остане доследен на оно што го зборуваше пред избори, а тоа е дека Дуи треба да оди во опозиција, дека Дуи треба малце подолго време да се задржи во опозиција. А ако Таравари и понатаму одлучи да кокетира, пазете, сега ние се уште немаме цврсти докази дека Таравари кокетира со Дуи. Се уште имаме шпекулации, што кажал едниот, што кажал другиот, обвинувања помеѓу едните и другите. Ако Таравари одлучи на крајот на денот да оди со Дуи и да коалицира со Дуи на следните локални избори, мислам дека тоа за него ќе биде политичко самоубиство и мислам дека тука ќе биде крајот на постојањето на Алијанса на Таравари, барем во овој формат во кој што ние сега ја гледаме или сме научени да ја гледаме. По средбата со Арбен Таравари, премиерот Христијан Мицкоски оствари средба и со тројцата лидери на политичките субјекти од коалицијата Вреди, која сега се појавува како политичка партија. Од оваа средба не беа објавени конкретни информации, освен дека разговорот бил оценет како многу конструктивен. Господине Малчевски, дали вие имате некакви информации за што конкретно се разговарало на оваа средба? Што може да се очекува од вакви средби? Дали оваа коалиција
коалиција има потенцијал за политички опстанок и конечно како би функционирала владата доколку Арвен Таравари одлучи да ја напушти владината коалиција? Видете, владата би била стабилна заради тоа што има 70 и нешто пратеници, Таравари има 5, со тоа што не знаеме дали има 5. Зошто не знаеме дали има 5? Заради тоа што него 5 пратеници на Алијанса не се изделија во посебна пратеничка група во собрание, него се уште ни функционира како една пратеничка група вреди во рамките на собранието. Така да дека се случува нешто, таму се случува, дека Таравари не е на чиста позиција, не е на чиста позиција, и дека во овој момент, во овој формат во кој што се врши, одвиваат разговорите помеѓу Мицковски, Таравари и Мицковски, останатите лидери во вреди, треба да се остане за затворени врати. Мислам дека треба, заради тоа што сепак тоа е коалициски момент. Не треба ние да бараме, не знам, сензибилитет, да бараме, не знам, нешто спектакуларно во сето тоа. Треба да видиме што би се случувало во следниот период и колку навистина членството на Таравари, пратениците, актуелните функционери на Таравари би го поддржале Таравари. Зашто не гледаме сега дека има некаква сериозна поддршка. Гледаме дека другите функционери кои што беа блиски до Таравари, полека, но сигурно некако му откажуваат послушност и не го следат слепо во она што он има намера да го направи. Едино јас тука гледам проблем од аспектот на Бадентеровиот принцип или Бадентеровото мнозинство. Знаете, дел од законите во Собранието на Република Македонија се носат со Бадентерово мнозинство и тоа би можело да поремети од носење на одредени реформски закони, но познавајќи го Мицковски неговото политичко делување, мислам дека веќе има спремно алтернативен план ако Таравари одлучи да продолжи да го работи ово што го работи во овој момент. Мислам дека одговорот многу брзо ќе следи и дека нема воопшто да го поремети реформскиот пат по кој што е тргнат Република Македонија. Ако се случи Таравари да се приклучи кон Европскиот фронт, ќе се создаде ситуација во која опозицијата ќе располага со 22 пратеници во собранието. Господин Малчевски, колку ваквата евентуална ситуација ќе представува закана за стабилноста на владата и дали и во колкава мера ќе го наруши легитимното представување на втората поголема заедница во Македонија? Дали ваквиот евентуален однос може да го заакне политичкиот наратив на Али Ахмети дека коалицијата вреди не е легитимен представник на албанците во Македонија? Сигурно да. Они тоа ќе го зборуваат и цело време го вергалат, но има едно прашање кое што дополнително се отвара на тоа прашање и точно мојот одговор на тоа е причината зашто сум во овој момент под суспензија на социјалната мрежа Facebook, заради тоа што опозицијската ДУИ сериозно ме репортираше заради едно моје гостување на една национална телевизија. Знаете како, до пред година дена ВМРО ДПМН имаше 44 пратеници во Собранието на Република Македонија. СДСМ во тој момент имаше 30 и нешто пратеници. Зошто тогаш ДУИ не зборуваше за легитимното представување на македонците во македонскиот парламент? Каде беа тогаш на господата од ДУИ да им текне да зборуваат зошто македонците не се легитимно представени во македонскиот парламент? Тогаш ВМРО ДПМН имаше 44 пратеници. И ако ДУИ искрено и мислеше добро на Република Македонија, со ВМРО ДПМН ќе направија постабилна влада во насока на евроатлантскиот пат и реформите со кои што треба да се случат во Република Македонија. Него нив тогаш им одговараше. Сега тогаш им го одговараше така, сега им одговара вака. Не може во политиката или ќе имате конзистентни ставови, или ќе бидете ДУИ. Нема да биде како до сега и тоа е пораката која што многу пати премиерот Мицковски ја кажа, дека нема да биде како до сега. Вториот момент што е уште побитен е дека јас не верувам дека он има 22 пратеника. Стварно не верувам дека има 22 пратеника, зашто ако Таравари е сигурен во оние 5 негови пратеници, ќе си направеше пратеничка група. Имаше, дали како по македонските закони, пратеничка група е 5 пратеници, од кои што еден е координатор. Под пратеници, вие сте само пратеници, немате право на своја пратеничка група. А со тоа немате право и на привилегии во рамките на собранието. Па зошто Таравари, ако е толку сигурен во своите 5 пратеници, не излезе и не каже ние правиме пратеничка група
Алијанса за албанците. Така да мислам дека дарата ројка на Дуи, колку и да продолжи понатаму, нема реално да даде слика за состојбите во Република Македонија, зашто кога они требаше да покажат дека стварно се веруваат во првичното застапување во рамките на парламентот и на владата, тоа што требаше да го направат многу порано. Кога македонците не беа правично застапени во владата, со 30 и нешто пратеници, од кои што не беа сите, имаше другите етнички заедници, ајде да не се изразам поинаку, визави 44 пратеници на ВМРО ДПМН. Така да тој наратив паѓа во вода и не верувам дека некој сериозно би го зел во предвид тој наратив на Али Ахмети. Како овие потенцијални преместувања на пратениците би се одразиле на парламентарното мнозинство и на Бадентеровото мнозинство? Дали токму тука може да се најде основата на евентуални предвремени парламентарни избори, особено ако Дуи добие многу подобри резултати од коалицијата вреди на локалните избори? Тоа е второто прашање заради кое што сум баниран од Facebook. 2021 година ВМРО ДПМН суверено ги победи локалните избори. Суверено. И во број на градоначалници, и во вкупен број на освоени гласови, и во број на советнички места. Па зошто тогаш не дадоа предвремени парламентарни избори? Зошто тогаш некој не размисли за легитимитетот на македонскиот представник во владата? Него упорно продолжија на со вештачко дишење со 58-59 пратеници, стандардни 3/4 купени на минат влада до 2024 година. Не верувам дека може нешто да направат сериозно. Мислам дека Мицковски тука има пон легитимитет да ги остави Дуи во опозиција, поготово што неговата смиреност и стабилност мене ми укажува на фактот дека во однос на пазите, тука е клучен моментот на Бадентеровото прашање во рамките на собранието. Мислам дека неговата смиреност и сталоженост во однос на Бадентеровото прашање им укажува на фактот дека има план Б и дека нема да воопшто тоа да влијае на ајде да кажам на реформскиот пат и дека тој план Б не е Дуи да го земе во влада, гледам дека во континуитет ги игнорира нивните изјави и нивното плачење дека албанците не биле легитимно представени во владата, не апсолутно се легитимно представени во владата, заради тоа што и моментот на победата на Дуи или на тој европски фронт беше момент во кој што имаше и турски и ромски партии, тука ние не можеме да зборуваме за, ајде да кажеме, чиста коалиција, ние можеме да зборуваме за коалиција од политички партии со етнички признак. Така да, колку повеќе Дуи го актуализира прашањето на рамноправна или презастапеност на албанците во владата, толку повеќе ние ќе бидеме погласни во моментот да им кажеме дека Дуи нема легитимитет и кредибилитет да го бара тоа, зашто претходно во многу пати покажала дека воопшто не се грижат за легитимитетот на македонскиот или за застапеноста на македонците во рамките на владата и на парламентот. Кој е вашиот став во контекст на калкулациите на Таравари во однос на вреди? Седи ли Таравари на две столчиња и дали очекувате мини реконструкција на владата за да може Таравари да влезе како помалетнички партнер или пак поголема е веројатноста да му биде покажана вратата да затвори однадвор, особено по изјавите од вреди дека ќе го преиспитуваат учеството во владата доколку Таравари остане да седи на двете столчиња? Мислам дека Таравари многу брзо ќе треба да донесе одлука што да прави. Дали ќе продолжава политика, да кажеме, на топло ладно, зашто јас сериозно мислам дека конфликтот во вреди е настанат заради усијани глави или за борба за превласт во рамките на самата коалиција вреди. Не верувам дека нешто друго е во позадина на сето тоа. Но во секој случај треба да оставиме да видиме времето што ќе донесе, зашто по мене еднакво веројатни се и двете сценарија. И Таравари достани во влада, и Таравари да се излезе од влада, зашто на крајот на денот таа одлука не ја носи никој друг освен премиерот или председателот на најголемата на партијата кој што има најголем број места во парламентот, тоа е
Христијан Мицкоски. Така да мислам дека Мицкоски има полн легитимитет на Таравари да му каже да се оди од влада и кој што има и полн легитимитет да му каже дека може да остане во влада. Дали излегувањето на Таравари од влада ќе влијае на стабилност на парламентарното мнозинство, не верувам, заради тоа што во овој момент парламентарното мнозинство брои 79 пратеника, па ако излезе Таравари, еве и со сите негови 5 пратеника ако излези, ќе биде 74. Ние да не заборавиме СДСМ и ДУИ владеја со 58 пратеници. Другите му беа на слободен пазар и како им требаше, така си се договараа и си се пазарија со останатите тројца пратеници. Од тука Таравари треба да се донесе одлука што со себе. Зашто ова не е прв пат Таравари да менува од лево во десно или од десно кон лево, но мислам дека ќе му биде последен пат. Ако овој пат не остане конзистентен на она што го зборуваше пред изборите, парламентарните избори минатата година, мислам дека многу лошо ќе помине на локалните избори, а самото тоа ќе значи и крај за неговото политичко делување. Како би се одразило евентуалното приклучување на Таравари кон опозицијата врз политичката динамика и односот на силите во законодавниот дом, особено ако со себе повлечи уште 5 пратеници? Видете, не верувам дека нешто посебно би можело да направи, заради тоа што ние имаме нов деловник во рамките на самото собрание, кој што се согласуваше со Брисел и со европските регулативи. И мислам дека тој нов деловник е во насока на зголемување на демократијата и демократските процеси прецрнати во самиот парламент. Таравари може само да изгуби тој процес, не може ништо да добие, ниту пак опозицијата може да добие нешто во рамките на самиот парламент, заради тоа што парламентарното мнозинство е стабилно. И со 74 пратеника, ако хипотетички Таравари, сите 5 пратеници одлучи да додат со Таравари, и со 74 пратеника парламентарното мнозинство би функционирало, би било може доведено по знак прашалник пред неровото мнозинство, но верувам дека Мицковски има план и има стратегија како и тоа прашање да го надмине, така да не очекувам дека нешто спектакуларно би се случило, освен тоа што Таравари би се извршил политичко самоубиство во овој момент. Очекувате ли некои пратеници од албанскиот опозицијски блок да се приклучат кон парламентарното мнозинство со цел стабилизирање на владата? Владата е стабилна. Значи тука се разбереме. Зајакнување на позиции, можеме да зборуваме за зајакнување на позициите на владата во парламентот. Иначе владата е стабилна и тука не треба да имаме двојба. Има спекулации дека одредени пратеници од опозицијата пред се од албанска етничка припадност, турска и ромска етничка припадност, ајде да кажам, тропаат на врата на Илинденска број 2, но мислам дека Мицковски нема да повлече потек се додека не ја расчисти ситуацијата со Таравари. Оне момент кој ќе расчисти ситуацијата со Таравари, тогаш мислам дека ќе се отвори простор за секое понатамошно делување во собранието. Така да мислам дека до крајот на мај ќе имаме разврска во поглед на Таравари, па после ќе можеме да зборуваме што би било кога би било последните месеци нешто. Дали ваквите математики, иако на прв поглед изгледаат изводливи, всушност се неостварливи, особено во контекст на изјавата на Зијадин Села дека нема да соработува со Таравари? Па видете, Таравари и Села потекнуваат од иста политичка структура, нели заедно беа во алијанса за албанците, па после се поделија, па сега имаме две алијанси за албанците, една на Зијадин Села, една на Арбен Таравари. Да почекаме да видиме што ќе се случи, зашто Зијадин Села неколку пати дава контрадикторни изјави една на друга. Еднаш вика добре дојде на секој кој што сака да се бори со нас, еднаш вика јас не би соработувал со него, така да не знам колку е за верба она што Зијадин Села го зборува, колку што не знам колку е за верба она што Арбен Таравари го зборува, заради тоа што они двајцата имаат историја на политички прелети и мислам дека позади таа историја стои суров политички интерес, така да видиме што им е интересот во овој момент, а времето многу брзо ќе покаже.
Со оглед на ситуацијата во коалицијата вреди и конфликтите кои се јавуваат, дали сметате дека ова би можело да доведе до преиспитување на целокупната политичка стабилност во Македонија, особено пред локалните избори? Не верувам. Не верувам. ВМРО-ДПМН има 58 пратеници во парламентот, стабилна пратеничка група, која на тоа ќе додаме пратениците на знам и она што остана или што ќе остане од вреди. Не верувам дека би можело да имаме некаква политичка криза пред, па дури ни после локални избори. Очекувам дека локалните избори барем во македонскиот политички блок јасно ќе го потврдат резултатот на ВМРО-ДПМН. Она што се случува во опозицијските македонски партии, мислам дека ќе продолжи катарзата понатаму. Ќе биде посебно интересно да видиме што ќе се случува во албанскиот блок, но очекувам дека што да се случува таму нема да влијае на стабилноста на Република Македонија. Господине Малчевски, пред неколку дена премиерот Христијан Мицковски најави значајни инвестиции во Штип, вклучително и изградба на фабрика на Магна, за која се наведува дека ќе отвори над 1000 нови работни места. Можете ли да направите анализа на можните политички мотиви за овие најави? Каква е економската и политичката тежина на вакви проекти и што значат тие за регионот на Источна Македонија и воопшто за македонската економија? Видете, секој странски инвеститор од аспект на инвестиции во некоја држава го интересираат неколку работи, меѓу кои што се политичка стабилност во државата, стабилна влада со стабилни институции, добро функционирање на правосудниот систем и доброто функционирање на институциите. Ние за жал во изминатите 7 години не можеме да се пофалиме собствени странски инвестиции. Секако нема да ги бројам фрлањата лопати кои што завршуваја како што завршуваја онеј момент кога лопатата ќе беше фрлена, ништо од странскиот инвеститор во Република Македонија. Но секако не само Магни и другите странски инвестиции кои што се најавуваат, значи дека Македонија е сериозно ставена на мапите на странските компании, кои што нивните инвестиции не ги темелат врз основа на пријателства, не ги темелат врз основа на познанства, него ги темелат врз основа на сериозни анализи за состојбите во рамките на една држава. И мене ме радува тоа што пак странските компании почнуваат Република Македонија да ја перцепираат како сериозна држава во која што треба да инвестираат. Тоа значи дека сериозно осеќаат дека сериозно се стабилизира институциите и Република Македонија, тука нивните инвестиции би биле сигурни, зашто најмногу се што стакаат нивните инвестиции да бидат сигурни. Иако е краток временскиот период во кој што имаме ние нова влада, гледаме дека сериозно се работи на тоа поле, сериозно се работи на стабилизација на државата и тоа е секако препознаено од странските компании. Тоа би значеле нови вработувања, тоа би значеле развој на локалната, на регионалната и на државната економија, зголемување на увозот, извозот, зголемување на бруто домашниот производ, а тоа е се во интерес како на сите нас кои што се уште живееме во Република Македонија. Има најави за уште 15 на компании кои се во разговори за инвестиции во Штип. Што би значило доколку само половина од тие проекти се реализираат и дали ова е нов пристап во привлекувањето на странски капитал? Па видете, да, апсолутно новата влада сериозно се посвети на привлекување на странските инвестиции. А нормално за сето тоа да може да биде реалност, мора да се случи се она што или да почне да се случува се она што претходно ние го говоревме: стабилност на држава, реформи, стабилност на институции, за странските инвеститори сепак да бидат сигурни во своите инвестиции. Пак ќе кажам, тоа е секако е позитивен сигнал или позитивен знак дека ние некако полека државата си ја враќаме на вистински колосек. Очекувам и понатаму да продолжи не само во Штип и во другите индустријски зони, да продолжат странските инвестиции. Секако тоа најмногу бенефит би имале граѓаните на крајот на денот. Најавите за инвестиции доаѓаат во период кога започнуваат подготовките за локалните избори. Како гледате на забелешките дека ваквите иницијативи може да се толкуваат и како дел од политичката стратегија? Каде е границата меѓу економска политика и политички тајминг?
А видете вака, многу е тешко вие да убедите некоја странска компанија да се вклучи во дневно-политички, ајде да кажам, математики во некоја држава. Апсолутно, по мене е сето тоа, ајде да кажам, небулозно или обид да се занемарат напорите на институциите да ги обезбедат тие странски инвестиции. Не верувам дека сериозни компании би влегле во таков политички, ајде да кажам, маневар. Мислам дека сето ова е производ на стратегија, сериозен настап пред тие странски компании, сериозно убедување да тие инвестираат во Македонија. Сега, тоа што ние во рокот една година парламентарните имаме и локални избори, тоа мислам дека не влијае сериозно на нивните одлуки. Дали времето на овие инвестиции неколку месеци пред стартот на предизборната кампања носи политичка тежина и потенцијален популизам? Па, видете, дека носи политичка тежина, носи политичка тежина. Зошто носи политичка тежина? Зашто тоа е признание дека состојбите во државата тргнуваат на добро. А тоа сериозно влијае на граѓаните и на исходот или на нивното гласање на следните локални избори, зашто на крајот на денот одлуката се едноставна. Што сакаме ние? Сакаме да биде како до сега, што беше или како што беше до пред 10 месеци, или сакаме да го гледаме ова што ни се случува изминатиот период. Дали постава простор за популизам? Мислам дека не, заради тоа што гледам дека владата е насочена кон привлекување на странски инвестиции, ама ние не сме бомбардирани по медиуми, по социјални медиуми, секојдневно со тоа и цело време тоа да ни се врти пред очи. Мислам дека повеќе се фокусирани на обезбедување на странските инвестиции, него на некаков, сега да кажам, суров популизам. Колку е реално дека најавените 15 преговори со компании навистина ќе реализираат со конкретни проекти, особено имајќи ја предвид актуелната политичка нестабилност и можните постизборни пресврати секако? Видете, од 15, 2-3 да прифатат е многу подобро од 0, колку што имавме кога беа СДСМ и дојде на власт. Така да, не верувам дека не знам, постизборно нешто би влијаело на нивната одлука, поготово што пак ќе се вратиме на моментот, владата е стабилна, 58 пратеници има ВМРО ДПМН плюс коалицијата, стигаме до 74 без таравари во овој момент, ќе бидат и повеќе, се надевам. Така да, мислам дека тоа понатаму или нивните одлуки ќе се темелат врз основа на фактичка состојба, а не на како мали џокица замишља политика. Фактичката состојба е дека државата конечно функционира, институциите почнуваат да функционираат и нивната потенцијална инвестиција во Македонија би била сигурна. Покрај најавените инвестиции, премиерот Мицкоски најави ребаланс на буџетот со кој ќе се финансираат 150 проекти на општините. Господине Малчевски, дали може и како да се обезбеди равномерна распределба на средствата, особено кога се работи за општини со различна политичка структура? Видите, пристапот на владата и во претходната распределба на проекти беше фер и правичен. Значи, не гледа низ призма низ политичка призма или призма на политички партии, него гледаја дали реално проектите се реални и изводливи, дали се инфраструктурни и можат да допринесат за подобар живот на граѓаните во општините во кои што градоначалниците ги предложуваат тие проекти. Добро е што конечно општините малце ни се размрда и конечно имаме проекти кои што се реализираат во рамките на самите општини. Претходните 3 нешто години сите градоначалници на ВМРО ДПМН беа блокирани од страна на централната власт. Што и да сакаја да направат, мислам се соочуваја со еден куп административни бариери. Добро е тоа што владата, ајде да кажеме, новата влада не го прави тоа, заради тоа што и не знам, и граѓаните на Струница, граѓаните на Воландово, и граѓаните не знам во Крива Паланка, мислам дека опозиционер градоначалник, и тие плаќаат даноци во Република Македонија. Фери и рамноправниот пристап кој што ги има владата треба да продолжи понатаму, ако ние сакаме да го меднуваме политичкото секојдневие и подобро да живееме во Република Македонија. Во земја каде што довербата во институциите и политичките партии е хронично ниска, колку граѓаните навистина веруваат дека ваквите инвестиции се наменети за нивна
добробит, а не само за собирање изборни поени. Постои ли опасност економијата да се претвори во алатка за политичка манипулација наместо во средства за долгорочен развој? Видете вака, колку веруваат или не, гледаме што ни се случува пред очите. Значи нема потреба да верувате. Ние претходно имавме влада која што искористи 7 буџети по 4,28 милиарди евра, а немавме шајка за кована во државата. Значи не, ајде не мора 3, дај кажете еден проект кој што го направија. Еве еден проект во интерес на граѓаните кој што го направија. За разлика од ние, па за жал нема. Не мора, еве, јас многу пати тоа кажам, дајте, не мора 3, еве еден кажете. Дури и тој проект на кој што игра Чоче го направи претходната влада. Знам како да ви кажам. Она што ние го гледаме дека полека се менуваат работите. Излезете, прошетете на Скопје, ќе видите на еден куп места дека градоначалници не само во Скопје, во другите градови, тоа се реално проекти кои што се насочени кон граѓаните, кон подобрување на секојдневното живење. Така да верувам дека тоа би донело, значи кога вие вложувате во инфраструктура, кога вложувате во капацитети, тоа секако може да донесе до економски развој. Кога крадете како што крадеа претходните, секако ќе стагнира државата како што стагнираше претходно. Во ВМРО ДПМНЕ се спроведуваат натрепартиски анкети за избор на кандидат за градоначалник на Скопје. Според партиски избори, највисок рейтинг има Орце Ѓоргиевски, актуелен градоначалник на Кисела Вода, по кого следува Коце Трајановски, поранешен градоначалник на Скопје. Во СДСМ за сега нема официјални кандидати, но според информациите се разгледува можност за подршка на надпартиски кандидат, иако тоа се уште не е официјално потврдено. Господине Малчевски, како го оценувате позиционирањето на ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ во Скопје во пресрет на локалните избори, особено во контекст на можноста СДСМ да подржи надпартиски кандидат и потенцијално враќање на имињата како Коце Трајановски од страна на ВМРО, ДПМНЕ? Може ли изборот на кандидатот за Скопје да биде пресуден за поширокиот политички тренд во државата? Видете, градоначалникот на Скопје како е клучна фигура во обштествениот и политичкиот живот во Република Македонија. И од тука верувам дека и опозицијата и власта, ајде и опозицијата, да не бидам прегруп во коментарите, ама верувам дека власта ќе излезе со име кое што има сериозен политички габарит и сериозни дела позади себе. Мислам дека оној момент кој што го зборуваме со СДСМ, знаете како СДСМ е политичка партија која што пред 4-5 години имаше околу 70.000 активни членови, па се сведе на 18.000 активни членови. Мислам дека таа катарзи понатаму ќе продолжи во рамките на самата политичка партија, зашто ниту гледаме водство, ниту гледаме стратегија, ниту гледаме луѓе кои што можеле да донесат промени пред се внатре во рамките на самото СДСМ, напротив ги гледам истите оние луѓе кои што 7 години беа прикачени на државата и на буџетот и кои што оставија пустош позади себе. Оној момент кој што е многу битен е тоа што не верувам дека многу скоро ќе се излезе со име за град Скопје. Мислам дека двете политички партии пред се ВМРО ДПМНЕ и понатаму ќе продолжат да анкетираат или да бараат луѓе, но пристапот или оние имиња кои што се вртат во ВМРО ДПМНЕ се имиња кои што досега сериозно се покажале на македонска политичка сцена и тоа пред се за нив она што се зборува е дека биле работници или дека се работници. СДСМ со надпартиски кандидат не знам што би постигнале во овој момент, кога самите себе си партиското членство не може да си го мобилизираат. Знаете со преварите околу тие така наречени шарени револуции, се она што СДСМ го направи, мислам дека залудно би било во Скопје и тоа како ќе изгубат наслед. Не само во Скопје, во мнозинството македонски општини и тоа како ќе ги загубат следните локални избори. Дали Скопје, како политички символ и медиумски фокус, може да ја одреди перцепцијата на успехот или неуспехот на една партија за време на локалните избори? Па видите, ако се не вратиме низ годините назад, да,
победата во Скопје или градоначалничкото освојувањето на градоначалничко место во Скопје на било која политичка партија им давал сериозен инпут на следните избори и сериозно влијаело на рейтингот на политичката партија на следните избори. Мислам дека покрај, да кажеме, министерските места и директорите на државните институции, градоначалничкото место во Скопје е сериозен императив. И бара сериозна посветеност и сериозна работа, поготово после се она што му се случуваше на Скопје изминатите 4 години. Колка во влијание има антипартискиот наратив кај гласачите во урбаните центри како Скопје и дали реално постои простор за надпартиски кандидат како што планира СДСМ кој би можел да добие широка поддршка? Па мислам дека не. Мислам дека СДСМ на нови локални избори нема што да бара, поготово што видовме дека се смени лидерот, но не се смени наративот, тоа се истите луѓе кои што 7 години хараа по Македонија и правеа што правеа. Мислам дека што и да направи СДСМ, освен лузери на следните локални избори, не можат ништо друго да бидат. Не знам кого да го вратат. Стварно немам политички име кој што би го кажал со политички габарит да го вратат за градоначалник на Скопје, кој што би можел да ги добие изборите во Скопје. По искуството со Даниела Арсовска, која влезе како надпартиски кандидат, но подоцна се соочи со политички конфликти, дали гласачите ќе бидат поскептични кон независни или надпартиски фигури? Апсолутно да, поготово што локалните избори се специфични самите по себе. Зошто се специфични самите по себе? Зашто тука се одлучува за она што би се ни се случувало локално. И тука мислам дека повеќе би се гласало за личност и за име, пак ќе кажам, со политички габарит кој што има оставено позади себе резултати лични и професионални, нема толку да се гледа дали бил партиски или не партиски. Едноставно е, има ли капацитет кандидатот да ги решава локалните проблеми или проблемите на локално ниво или нема капацитет. И мислам дека тука без разлика на се, иако ја спомнавте Даниела Арсовска, кој ќе го видите нејзиниот политичко делување, нејзината биографија, она што она го даде како план за работа во Скопје, беше едно сериозно припремени документи на кои што секој би се сложил. Тоа што го добивме, тоа е сосема нешто друго, кое што за жал го плаќаат сите граѓани во Скопје. Како го гледате натрепартискиот процес на избор на кандидатот во ВМРО, ДПМН и СДСМ? Дали се работи за вистинско мерење на јавниот пулс или пред се на внатрешни компромиси? Па видете, познавајќи го, за ВМРО ДПМН прво, познавајќи го Христијан Мицковски, мислам дека он реално ќе измери се и мислам дека на крајот на денот одлуката ќе биде донесена по така наречениот мерит систем кој што гледаме дека се практикува. СДСМ сериозно се лизна 2021 на локалните избори со нивните анкети и нивните кандидати. Од тие анкетите кои што ги лиферува и кои што ги има и кандидатите велеа едно нивните, на крајот на денот на избори испадна сосема поинаку. Кога ќе ги споредам статистички сега, малце наука, кога ги споредам анкетите на едната и на другата политичка партија, анкетите на ВМРО ДПМН секогаш биле поблиски до тоа што реално се случува на денот на избори визави анкетите на СДСМ, и од тука мислам дека Мицковски не би отстапил и не би влегол во внатре партиски компромиси на, ајде да кажеме, натиго го мислам дека на крајот на денот оној кој што реално има највисок рейтинг, тој ќе добие нормално. Има сериозна биографија позади себе, предложи сериозен план за развој на општината во која што сака да се кандидира или градот Скопје, дека на крајот на денот тој ќе биде кандидат на ВМРО ДПМН. За следната недела најавена е нова средба помеѓу премиерот Христијан Мицковски и министерот за здравство Арбен Таравари. Какви се вашите очекувања од таа средба? Постои ли надеж да се најде решение за понатамошното функционирање на вледачката коалиција, особено ако се земе во обзир изјавата на вице-премиерот Арбен Фетаи, кој доаѓа од партијата на Таравари, кој рече дека не сака да оди во коалиција со ДУИ? Видете,
ајде да се навратиме на политичкото делување на Арбен Таравари. Секогаш кога Арбен Таравари ќе се соочеше со некоја ваква политичка ситуација, секогаш се викуваше конгрес на партија, централно председателство и што уште да покаже масовност, да покаже дека има луѓе околу него. Она што го гледам изминативе денови дека го нема тоа нешто. Арбен Таравари е буквално, ајде да не речам оставен сам. Мислам дека претходната средба помеѓу Мицковски и Таравари беше средба во која што се договориле за нешто за кое што Таравари треба да даде одговор последните 10 дена и следната средба ќе биде во насока на тоа. Или која од конечната одлука на Таравари визави кокетирањето со Дуи, или имало или немало кокетирање со Дуи, се уште тоа ниво на шпекулација. Но пак ќе ви кажам, доколку Таравари одлучи да излезе од коалицијата и да оди со Дуи, тоа би значило политичко самоубиство за него и ништо повеќе. Тоа поготово што гледаме дека во рамки на своите членови кои што во овој момент ги има, не може да постигне консензус, а не баре нешто повеќе. Господине Малчевски, како го коментирате тврдењето на лидерот на СДСМ Венко Филипче дека владината коалиција се распаѓа и како гледате на неговата најава дека вратите за соработка на престојните локални избори се отворени за сите, вклучително и за Дуи? Како мали џоки се замишља политика. Сам сега како да ви кажам, како владата се распаѓа кога коалицијата кога парламентот секој ден заседава, да има капки во рамките на партичките групи, законите, реформите течат. Се сеќавате како функционира и они? Кворум не можеа да соберат во парламент. И сега они не се распаѓа, ова коалиција се распаѓа. Јас повеќе му препорачал на Венко Филипче да се сврти дома во рамките на СДСМ, се направи реформи, да се реформира партијата, да се откаже од луѓето кои што 7 години хара и пустошија по Македонија. И видете, пред се тоа треба да го направи ако навистина и мисли добро на Република Македонија. Зошто? Зашто нормално е во една држава да имате и силна власт и силна опозиција. Ако или да кажам власт и опозиција, да не користам друг збор. Ние во овој момент немаме опозиција во Македонија. Го гледаме истиот наратив од претходно, истите луѓе од претходно, кои што немаат политички кредибилитет, ништо да кажат, а каму ли да излезат да зборуваат за реформи, за демократија или дека нешто се распаѓа. Ако Венко Филипче мисли добро на Република Македонија, нека си го реформира СДСМ, нека го застане СДСМ за здрави нозе, тоа е добро за демократските процеси во Република Македонија. А ваквите изјави, ако да ви кажам, тоа се дадени изјави кои што денеска важат, утре не важат, нели? Едни ве зборуваја против Дуи, па сега Венко Филипче ќе соработува со Дуи на локални избори. Нека се договорат што ќе прават. Не може пратениците негови да викаат дека Дуи се злото, а Венко Филипче да вика ќе соработувам со Дуи. Што е вистината? Едното или другото? Разбирате? Така. Како гледате на неговата најава дека вратите за соработка на престојните локални избори се отворени за сите, вклучително и за Дуи? Немаат политички дискус. Вие мора да имате став. Или сте против Дуи, или сте за Дуи. Не може да викаат од една страна да ги критикуваат Дуи, пратениците негови да зборуваат друго, Венко Филипче да зборува трето, и пазете, и истиот тој вика владината коалиција се распаѓа, тој бил стабилен. Од 20 избра за председател на внатрепартиски избори во СДСМ 18.000 членови го гласеа. Визави 60-70.000 пред 4-5 години. Така да очекувам дека ќе има такви изјави двосмислени во последниот период, но тоа е на штета на СДСМ, не е на штета на ништо друго. Кога сме веќе кај СДСМ, во четвртокот тие поднесоа предлог законско решение до Собранието, наменето за поддршка на жртвите од трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Како го оценувате ваквиот чекор на СДСМ, што сакаат да постигнат, особено што институциите веќе од првиот момент презедува конкретни чекори за нивна помош? Дали СДСМ со ваквиот чекор ја политизира состојбата со оваа трагедија? СДСМ во континуитет го прави тоа од првиот ден. Од првиот ден они гледаат политички да профитираат од една трагедија, што е уште полошо, не знам од што. И знаете што е најинтересно од се? Кој излезе на пресконференција да го промовира законот? Оливер Спасовски.
Истиот Оливер Спасовски, кој што 7 години беше министер за внатрешни работи. Ако сакал да спречи, се можел да спречи. Ако сакал МВР да функционира како што треба, се можело да функционира како треба. И сега ние треба да му веруваме на Оливер Спасовски дека има искрени намери? Па не, апсолутно. Ова е, како да ви кажам, дајте да правиме нешто колку да правиме нешто, ама многу е лошо што си играат со болката на луѓето. А ви кажав минатиот пат, многу е тешко да се зборува за Кочани, и мене уште ми е многу тешко, зашто имам стварно деца на блиски пријатели загинати во таа несреќа. И ова што го прави СДСМ само е дотурање на сол на раната. Ништо друго и ништо повеќе од тоа. Ако мислеа стварно нешто, 7 години се доволен период да направеа нешто. Што правеа 7 години? Само беа прикачени за буџет и енормно се богатеа. Паралелно со тоа ги распродаваја македонските национални интереси. Ништо повеќе од тоа не правеа. Господине Малчевски, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Имајте си убав остаток од викендов. Пријатно до слушање и скоро довидување на Македонски корени. Ви благодарам многу за поканата, ми беше чест и задоволство, не ни приметив колку време помине 1 сат и повеќе. Повеќе, да. Не ни осетив кога помина времето. Уште еднаш поздрав до слушателите, нормално Facebook, YouTube, вашиот радио канал, и голем поздрав до вас двајца. Ви благодарам многу за поканата. Остануваме во контакт повторно. Се гледаме овде наскоро. Благодарам многу. Поздрав, пријатно.